мамо, по изби се кријат, по изби се кријат, мамо, рујно вино пијат. А што ќе се смрачи, мамо, поајдутлаките. Сношти доја, мамо, сабајле доја, они до те раја, мамо, до деветовара, до деветовара, мамо, таја бела свила, а десети товар, мамо, бела богасија, и убога сија, мамо, глава од јунака, главата ли чеше, мамо, на моето братче. Почитувани слушатели, како што кажав, песната ја пееше една младо девојче од Демихисар, татко ја беше армоникаш, Зоран Зрпе. Групата Бисер заедно со Јане Ангелевски и останатите овде беа во Австралија мощне популарни, а исто така и во Македонија беа многу популарни со нивните песни, но како што реков, времето врви, меѓутоа Зарина прва севда и е име уметничко, пак се уверивте каков е убав гласот на ова девојче кое свири со и помагаат десетина души, чинам дека некаде е во стилот на како Љубојна, во нејзиниот стил, така како да ги изведува песните, прекрасни песни. Часот е 5:40 овде во Мелбурн, во Австралија. Македонска радиопрограма 3 пати Z. Јас сум Ицо Најдовски, почитувани слушатели, вие кои покасно се вклучите во нашата радиопрограма, а и за нашите македонци кои ме следат на Фејсбукот, на социјалните мрежи. Имено, како што реков на почетокот на нашата радиопрограма, сакам да го искоментирам последниот напад од страна на Украина врз Русија. Дали Зеленски го пониже Владимир Владимирович Путин со последните напади, особено ќе започнам со пред 3-4 дена, веројатно сте запознати, ако не сте запознати, сакам да ви кажам, да ви информирам дека се извршија неколку саботажи од страна на украинските
разузнавачки служби или пак специјалисти минираја неколку мостови во областа Курск, минираја неколку патишта во областа Брајанск, исто така ги минираја и железничките станици. Можна и значајно е да ве информирам дека ненадејната посета на Владимир Владимирович Путин на областа Курск, кога се ослободе од нападите на Украина, хеликоптерот на каде што во кој беше Владимир Путин беше нападнат со неколку дронови и спрема информациите дека одвај се задржал во воздухот хеликоптерот и без да нанеси некои поголеми штети. Повеќе пати бил напаѓан хеликоптерот каде што бил Путин и нормално министерот беше за одбрана и исто така беше и генералот Шојгу. Од каде ги добиваат тие информации украинските разузнавачки служби не е многу тешко да се предпостави тука. Во прв план е МИ-6, разузнавачката агенција на Британија, а исто така и разузнавачката агенција на Германија и на Израел. Јас спрема моите познавања сметам дека ЦИА не е толку многу смешана или воопшто не е смешана со доаѓањето на Доналд Трамп на власт во Америка. Последните неколку напади што се одржаја, што ги извршеја украинските разузнавачки сили, биле спремани имено 1 година и 6 месеци или 18 месеци од разузнавачката служба на Украина. Овие напади се извршени длабоко на територијата на Русија, некаде се нападнати 5 воени авионски бази, односно авиони носачи на атомски нуклеарни бомби. Оштетени се 5 воени бази, кои се проценката е од Министерството за одбрана на Русија, некаде околу 6 до 7 милиарди долари. Уништени се или пак оневозмежени се околу 40 до 41 авион кои се носачи на борбени атомски глави. Оштетени се на 5 места се нападнати овие воени бази. Најдалечната е 4600 километри. 4600 километри навлегоја руските, односно украинските разузнавачки служби во Русија, што во светот и во нормално западните пропагандни медиуми, вклучувајќи ги и австралиските, британските, оние кои се во составот на Европската Унија, нормално дека насловите се Владимир Владимирович Путин понижен од Зеленски. Дали е понижен Владимир Владимирович Путин и Русија? Јас сметам дека не се понижени, бидејќи станува збор за една голема територија, голема држава, каде што не е возможно да се покриваат, односно да се одбранат сите воени бази. Во иста состојба се наоѓаат и Соединетите Американски држави, во иста состојба се наоѓаат и британските воени бази, и исто така и француските воени бази. Меѓутоа, овде станува збор за уништување на Русија како држава, почитувани слушатели, и вие кои ме следите на социјалните мрежи на Фејсбукот, ви благодарам.
Овде станува збор за уништување на Русија некаде уште после Втората светска војна и пред Втората светска војна. Западните држави константно работат да ја разнебитат Русија и да внесат немири, како тоа што го направија во Украина, како што го прават во Романија, во Македонија што го направија со Груевски и со владата и го донесува предавникот Зоран Заев. Истото тоа му го спремаат на Русија, на Владимир Путин. Меѓутоа, мене ме интересира една работа, зошто потфрлуваат разузнавачките служби на Русија, поранешната КГБ, КГБ, што велат во Австралија. Дали тоа намерно му го прават на Владимирович Путин или пак толку се способни, не знам, не можам да го дадам одговорот, меѓутоа големо е прашањето како можат украинците да навлезат дури 4000 до 5000 километри во внатрешноста на Русија и да со дронови да ги нападнат, да ги уништат овие авиони кои се можне скапи, по 500 милиони се, 500 милиони, 600 милиони и повеќе еден таков, затоа велам целокупната сума ја сметат дека е околу 6 до 7 милиарди штета за Русија, а пак дроновите чинат околу $100 до $500, односно 500 евра. А како навлегоја украинците во длабочината на руската територија е навистина можне интересно. Тие навлегоја спрема информациите од Руското министерство за одбрана, кажуваат дека дроновите биле внесени со симетрајли, со големи камиони од други држави. Може, веројатно тоа може да биде од Киргистан, од Арменија, Грузија, од тие соседни држави. Не верувам дека тоа е влезено преку Украина, а може да биде влезено, да бидат влезени камионите, бидејќи беа нападнати горе воените бази во Сибир од Финска, преку тие територии од таа страна, исто и од страната на азиските држави, кои нормално дека се и тие против Русија дел од нив. Овој напад го извршија украинците врз Русија точно пред еден ден за втората средба или рунда на преговори помеѓу Украина и Русија во Турција. Што се договорија, немам информации. Знам дека украинците информираат дека ќе има размена на затвореници. На затвореници ќе има повторно размена. Но сега се поставува прашањето каков ќе биде одговорот на Русија, каков ќе биде одговорот на Владимир Путин на ова што им се случи со нападот на 5 воени авионски бази и тоа скапоцени авиони кои сите заедно коштаат над 6 милиарди долари. Дали Русија ќе ги засили воените сили, ќе ги засили нападите на градот Покровск, каде што се обидува 8 месеци да го завземи, но ја немаат таа сила. Дали ја немаат таа сила или не сакаат да влезат во жестока борба, каде што ќе изгубат голем број на војници. Дали пак Русија планира да ја завземе
и да го нападне градот Одеса, кој е можне значаен град, се наоѓа на Црното море, пристаниште од каде што се што е од Украина за по море оди преку Украина. Одеса инаку познат е стар руски град, меѓутоа со прекројувањето на новите граници или со отцепувањето на Украина од Советскиот сојуз, еве настанаа овие големи проблеми. Имено сега борбата се води за воспоставување на една воена зона на русите, да не можат украинците да маваат, односно да испраќаат ракети, кои впрочем им беа одобрени од новиот германски канцелар Мерц, Фридрих Мерц. Дали ќе дојде до по-жестока борба, до влошување на состојбата, дали Русија ќе ги нападне германските бази, односно воените бази, исто така и француските, како и британските, бидејќи овде британците се спремаат за војна. Вчера читав прајминистерот на Британија изјаве дека Британија веќе спремна за војна со Русија. Истото го кажа и Мерц, што значи дека Европската Унија и европските држави веќе се спремни за да војуваат или пак да ја предизвикаат Русија да ги нападне, со тоа што би ги вовлекле и Соединетите Американски држави. Јас чинам дека тука најмногу ова се прави, на овој безобразлук се прави заради тоа што Соединетите Американски држави се дистанцираат од војната помеѓу Украина и Русија, а сега пак по секоја цена сакаат да ги втурнат Соединетите Американски држави во една војна помеѓу Русија и Америка, која би значила трета светска војна или пак уништување на светот. Почитувани слушатели, тоа знаат дека штом започнат со атомските бомби, јас верувам дека овој пат Владимир Путин ќе ги употреби овие ракетите Орешник и таа другата, не знам во овој момент како се вика, не ми доаѓа на памет, меѓутоа сметам дека ќе ги употреби овие воени оружја кои ги немаат западните сили, вклучувајќи ги и Соединетите Американски држави. Инаку, уште на крајот сакам да кажам дека украинците вчера во Истанбул побара преку министерот за одбрана Рустем Умаров, украинскиот министер за одбрана Рустем Умаров, следната средба да биде помеѓу председателите на Украина и на Русија, односно Владимир Зеленски и Владимир Путин, но веројатно Зеленски ќе го бара тука да биде присутен и Доналд Трамп. Дали американците се изненадени од овие напади кои ги извршија украинците? Сметам дека може би се до некој степен, меѓутоа исто така сметам дека американците знаеа, бидејќи украинците немаат таква сила, украинците немаат таква разузнувачка моќ за да можат да навлезат толку длабоко во територијата на Русија. И избор 2 сакам да кажам околу изборот на архиереј на Кичевско-Дебарската епархија, после блажено опокојувањето на митрополитот на Тимотеј. Сега во борба се
два митрополити, односно еден митрополит еден архиереј или епископ кој партени, кој не го сакаат народот или пак не го сакаат дел од синодот, неговото блаженство господин Стефан се одлучи за избор, односно да замонаши и да го хиротониса неговиот поранешен секретар, сега кој има име Георги, тој да биде заменикот на митрополитот Тимотеј. Вчера и некни имаше демонстрации во Скопје, па и во Охрид и на други места, но сепак од она што се гледа од веб страницата на Партени и неговите средби со бугарските челници, политичари и со грчките и така натаму, веројатно ќе остане без таа најпопуларна епархија во Република Македонија, бидејќи станува збор, почитувани слушатели, за Плавошник, станува збор за Универзитетот на Свети Климент и Наум Охридски, исто така станува збор за светите браќа Кирил и Методија. Таму е нашата историја, таму е македонската историја, таму е не само црковната, но сите, целокупната македонска историја се наоѓа во Охрид на Плавошник. Знаеме дека Охрид има 365 цркви. Знаеме исто така дека Македонија е една од најстарите христијански држави, а и Македонската православна црква е една од најстарите, веројатно петта по ред после Ерусалимската, Антиохиската, Александриската и Римската. Доаѓа тука и Македонската православна црква. Знаеме дека апостол Павле дојде во Македонија по повикот на еден македонец кој го викнал: дојди да ја посетиш Македонија. Сметам дека Светиот архиерейски синод ќе се одлучи за Георги по предлог на неговото блаженство, поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан. Почитувани слушатели, толку од мене. До слушање до средната наша радиопрограма во четврток од 4 до 5 часот. Добра вечер или добар ден, каде и да сте, драги македонци. Поздрав македонци, поздрав каде и да сте, ширум светот, Република Македонија, Европа, Канада, Америка. Μοιράστε τις ιδέες σας με το δημοσιογράφο. И ширум Австралија. Поздрав Божин. Ego
Поздрав Ранко. Ранко Рангелов.